Хеви металот во Македонија некогаш имаше доста истакнати представници, кои после долга пауза се уште добиваат признанија за уникатноста и квалитетот. Дами и господа, Санаториум се враќа. И тоа на голема врата, која ја отвара само добрата музика, зашто убавите зборови веќе се кажани каде што треба. Нивниот нов предизвик, можеби и најголем досега, ја имаат често да го отворат концертот наречен Ози Осборн и пријателите, кој ќе се случува на 28 јуни во Белград на Ушче. Како дојде до понудата токму тие да бидат привилегирани и да ги слушнат првите еуфорични звуци од публиката, ќе ни каже Коки, гитарист од бендот. Ова ни дојде една понуда која што морам да признам онака многу добро ни дојде, бевме воодушевени од тоа, сепак настапуваш на иста сцена со едни од идолите со кои што пораснавме. И се уште растат многу генерации. Така да возбудата е преголема, меѓутоа и спремањето треба да биде исто така сериозно. Понудија таму некој си материјал од кој што бевме одбрани ние и така натаму, тоа иде по пат на менаџерски тимови кои што одлучуваат за тоа. И тоа е во суштина нас само ни јавија, тоест не прашаа дали би сакале да свиреме, нормално имаше едно ура големо и тоа е тоа. Балканските медиуми се уште ги вбројуваат Санаториум во најдобрите метал бендови од регионот, иако ги немаше на сцена цели 7 години, а причината е едноставна. Работа, фамилии, деца. И бидејќи овој голем предизвик бара мрсна подготовка, членовите на бендот се затворија во студио, зашто покрај зимното потење за летниот спектакл спремаат и нешто ново свое, чија прва верзија ја слушате ексклузивно во позадина на овој прилог во Тротоар. Тие веќе ја имале можноста да запознаат некои од големите звезди. Они се во суштина многу обични луѓе и многу приземни и присебни. Што се однесува до нив, можете во било кое време да си направите разговор со нив, туку работата е менаџерскиот тим околу нив, тоа обезбедување и тоа се што им е у програма, све по секунди што им е мерено, тоа е тоа што не ти дава да се ослободиш и да дојдеш да му речеш Ози, што правиш, како си, нели? Таму ќе гори, а тротоарци нема да го пропуштат тоа.